Добро дојдовте во новото прво издание СЕФТЕ оваа година на Надкаст. Јас сум Љупчо Светановски. Имам чест 2026 година да ја отвориме со Миле Левков, пратеник. Добре дојде. Добро ви најдов, благодарам на поканата. Чест ми е што започнуваме заедно. Миле, деновиве актуелна и најактуелна, верувам и долго време ќе биде уште, е марихуаната. Премногу се заплени, има најави дека можеби повеќе од дупло од ова ќе биде конечната бројка. Сега сме само на 41 тон. И работата што се одвива и како се одвива, особено интересна онаа работа за поврзаноста со сега опозицијската, тогаш владачката СДСМ. Она што многу мене не изненади е моментот што конечно влегува во дефанзива, во одбрана на плантажерите со марихуана. Вчера излезе Богданка Кузеска и кажа дека ова медиумска пропаганда ќе ја плателе граѓаните. Што ако некој побарал одштета, прејудицирајќи директно невиност на овие луѓе. Ти изненади ли овој момент СДС ги брани плантажерите кои што произвеле тони и тони и тони повеќе од она што смееле? Видете, станува збор за една јавна тајна и веќе повеќе од јасно е дека овие изјави кои што доаѓаат од опозицијата е една, би рекол, залудна борба за задржување на дел од репутацијата. Според истражувањата на глобалната иницијатива за борба против интернационалниот организиран криминал, Македонија е забележана и е регистрирана и е нотирана како една од жариштата од каде што потекнува овој вид на дрога, односно канабисот или марихуаната. Според истите истражувања, таа е најкористена и би рекол тргувана дрога во земјите од Западен Балкан, значи станува збор за еден огромен бизнис со кој што се занимава интернационалниот криминал. Токму двоецот Заев и Филипче беа тие кои што ја започна отварањето на оние фамозни фабрики за производство на канабис во Македонија, затоа демек медицински, да. Беше јавна тајна. Под закрилата идејата која што беше представена на јавноста беше сосем друга, односно стануваше збор за производство на масло од канабис, нешто што припаѓа на фармацевската индустрија. Меѓутоа, она што се случи понатаму што се случуваше, а тоа е излегува најразлични контроверзи, денеска се тие контроверзни, и е јавна тајна дека се плаќаше кеш за да се добие таква лиценција. Ако ги погледнете бројките од моментот кога беше изменет законот за опојни дроги кој што овозможи отворање на вакви фабрики, ќе видите дека лиценцата ја даваше Министерството за здравство, каде што беше Венко Филипче, односно токму тој двоец на Заев и Венко Филипче. Понатаму, во изминатите години видовме дека во Македонија се дадени околу 70 такви лиценци, само за споредба сега, не ме фаќате за збор, меѓутоа во Германија има само 14 или 17. Една хиперпродукција на погони за производство под наводници на медицински препарати или нешто кое што е дел од фармацевската индустрија, а всушност ке се сетите и се сеќа јавноста дека имаше безброј обиди тоа додека тие беа на власт да се, би рекол, протне во собрание измени на овој закон и измени на законот за лекови, каде што се предвидуваше да може да се тргува, продава и сув цвет од ова растение. Меѓутоа, вистината е друга. Кога овозможувате хиперпродукција на вакви плантажи и доделувате голем број на лиценција, при тоа имате ограничена количина на масло од канабис кое што припаѓа во фармацевската индустрија, јасно е дека вие создавате вишок кој што понатаму треба да се прелее на црниот пазар. И сето тоа е дел од еден поголем заговор, затоа што за да можат да функционираат тие мрежи каде што се тргува со недозволени супстанции, вклучително и со марихуаната, ви треба добро разработена мрежа, меѓутоа ви треба и стабилно производство. На овој начин овозможуваат стабилно производство и понатаму ова стабилно производство треба да планот најверојатно бил да и носи стабилни приходи кои што доаѓаат од црниот пазар, без разлика, без притоа да се води за сметка цената која што треба да ја платат. Најчесто тоа се младите луѓе и луѓето кои што се воведуваат во
во светот на злоупотреба на вакви субстанции, без воопшто да се има грижа на Тоа е совест. стартер дрога, ја викаат, потоа преминуваат на... Една од најопасните. Зошто најопасна? Затоа што е најпоценета. Меѓутоа и како што реков, според глобалната иницијатива за борба против транснационалниот криминал со седиште во Женева, најкористена на Западен Балкан, знаете, и мафијата работи по правилата на економијата, односно економија на обем, таа која што ви е најтрошена е таму каде што се насочуваат и оние кои што имаат намера да заработуваат нелегално. За жал се види кај нас дека државата била во спрега со овој вид на бизнис, така да она што ни се случува денеска е огромен удар на подземјето, огромен удар на организираниот криминал и огромен удар за оние кои што глумеа политичари, глумеа одговорни луѓе во државата и глумеа дека имат некои било какви други интереси, а јасно се гледа дека интересите биле да се дојде до огромни тешки милиони заработени на нелегален начин. Не сме Ајнштейни, но сите знаевме дека ова ќе се случи. Вие како опозиција предупредувавме и ние како медиуми, предупредува експертите дека ќе се случи ова, дека ова дрога ќе заврши на улица. Се случи тоа што го знаевме сите. Имајќи предвид со кого си имаме работа. Тоа беше основната премиса, да беше некој си друг, можеби и немаше да размислуваме така, но имајќи предвид со кого си имавме работа, се знаеше како ќе завршат овие 70 лиценци во момент кога вие имате проблем за пласман на она што е произведено од веќе постоечките, укажуваат на тоа дека лиценците се наплаќани и дека им било ветувано дека дел од тоа производство кое што сега гледаме дека е нелегално и не било со намена да се произведува масло од канабис, односно не било наменето за фармацевската индустрија, било произведувано. Според основните економски правила, некој на тие луѓе требало да и даде некакво ветување дека ќе дојдат до одредени примања. Никој не е толку, би рекол, несериозен да инвестира во одредена област, во одредена гранка, ако знаете дека другите кои што веќе инвестирале имаат проблеми со пласманот. Прашањето е како од првите десетина лиценци кои што беа дадени до 2019 година, со добивањето на новиот мандат на СДСМ и ДУИ, се случи таа експлозија, добија уште 50 лиценци. Кога ги погледнете и изјавите кои што ги има во тоа време Сдруженијата, се жалеа дека имат проблеми со пласманот. Ако ви имате проблеми со пласманот, како беа доделени уште 50 лиценци за кои што имаше јасни контроверзи со кои се поврзани? Да не ве потсетувам дека оваа влада, например, го почна мандатот со скандалот во кој што еден поранешен врховен судија и еден поранешен член на Советот за јавни обвинители беа фатени во подкуп, каде што да одлучуваат што е право, што е неправда, тие земале одреден паричен надомест за да решаваат во нечија корист, и тоа беше поврзано со оној познатиот Боро Малборо. Се сеќавате дека негови блиски имаат добиено другарчето на Заев. Другарчето на Заев, меѓутоа негови блиски имаат добиено ваква лиценца. Значи станува збор за повеќе или помалку лесно докажлива организирана мрежа на субјекти кои што се блиски помеѓу себе и кои што овозможиле хиперпродукција на еден производ кој што нема легален пласман. Ако вие хиперпродуцирате нешто кој што нема легален пласман, а при тоа истото е регулирано од владата преку давањето на лиценци, тоа токму од Министерството на здравство, каде што министер бил оној кој што сега себе си се нарекува лидер на опозицијата. Прашањето е каде се нивните изговори? Зошто го правеле тоа? Под кои изговори го правеле тоа? И дали за еден момент се запрашувале каде завршувале овие количини или можеби уште подобро тие и знаеле веќе каде треба да завршат? Ветувале многу, тоа е очевидно, не можат да исполнат, тоа се покажа. Се обидуваат дури и да ја легализираат марихуаната во Македонија, неуспешно. Заев тоа го предводеше, кога дојде оној големиот Биг Майк, ти текнува се сликаа низ влада,
заедно тогаш беше оној црногорскиот принц беше неодамна, па руските пранкери што ги местеа многу глупости се изнагледавме тогаш, но претпоставувам тоа бил дилот, ќе ја легализираме и ќе можете да ја утрапувате и онаму кај што не треба. Не успеа и се случи она што се случи сега, ќе ги бранат. Мислиш, може некој протест ќе направат? Еве, од вчера почнаа дека ова е медиумска пропаганда и граѓаните ќе плаќаат за она што го прави владата, што е неверојатно, ама ете, го прават тоа бидејќи фатени во моментот да не може да испорачаат тоа што го ветиле кон оние кои што имаат лиценци, тоа е факт. Сега ќе мораат да ги бранат, така. Доправа треба да се анализираат сите предлози кои што стигнаа од Министерството за здравство за измени на законот за лекови во време кога СДСМ и ДУИ беше влада, каде што на еден луциден начин се обидуваа да го протнат тоа. Многу често се зборува во јавноста за измените на кривичниот законник, каде што се избриша ставот 5 од кривичното дело од 353 кое што предвидува злоупотреба на службена положба, меѓутоа многу малку се коментира дека во истите измени се измени оној законот кој што предвидуваше казни за злосторничко здружување и казните за злосторничко здружување од 10 години се намалија рапидно, мислам на 3, со што се намали и времето на застареност. Оние кои што се занимаваат со оваа материја ќе ви кажат дека тоа можеби не е случајно. И уште помалку се споменува дека во едни измени на кривичниот законник од 2022 година, кога се имплементираат дел од одредбите од Истанбулската конвенција, каде што се воведе заштита за одредени аспекти, се воведе практично фемицидот, исто така се измени еден член кој што предвидува казни за поседување на психотропни супстанции и на наркотични дроги. Така да, олабувувањето на оваа регулатива, обидите за имплементирање на мала врата преку законот за лекови, се нешто на кое што владата на СДСМ и ДУИ беше постојано посветена, меѓутоа поради нивното влијание врз медиумите, врз јавниот дискурс е нешто кое што можеби и не било така и не е толку добро запознаена јавноста, за да видиме дека во позадина силни тони на вакви забранети супстанции, забранети средства, некој организирал да се произведуваат, да се складираат и тие на крајот на денот знаеме за кого се наменети. Ако не е со доволен квалитет да произведувате фармацевско средство, за жал, намената е да ги завршат на црниот пазар, а тоа е директен удар на младината, на младите, на иднината на нашите деца. Беше јавна тајна во времето на СДСМ дека да се најде марихуана беше смешка на секој чекор, на секој ќош. Имаше, кажуваа луѓето дека сме поминувале мириса нешто на сред плоштад. Се правеа тие работи, бидејќи веќе беше тоа нормално, имаше премиер кој што се залагаше за легализација на истото, но еве, мина времето, дали во меѓувреме се случи уште еден момент кој што многу влијаеше на ова натрупување на тоа количество од 40, кој што можеби ќе достигне 100 тони. Тоа е премногу, тоа не е за македонски пазар, да не се лажеме, 100 тони марихуана. Сачувај Боже, тоа секој да фати да пувка во Македонија, не дај Боже, но нема шанси да го среди тоа количество. Очигледно и очебино е за пазарот надвор. За да дистрибуирате во наводници, сепак и тоа е еден вид дистрибуција. Такво нешто ви треба некој. Тој некој е мафијата. Дали растурањето на Бела ноца и грчец од страната на владата на ВМРО ДПМН придонесе за натрупувањето на ова количество на марихуана во нечи преюдицира можеби дано. Многу е логично, премногу останало, премногу натрупано, можеби во меѓувреме и не останувало, туку си имало некоја проѓа некаде. Дали средувањето на мафијашките картели, македонски два, најпознати, предпоставувам поврзани биле и други, влијаеше директно врз ова да се натрупа па да почнат да крцкаат оние магазините да немаат каде да така, стават. Поголема е сликата, ќе се навратам назад на легализацијата. Самите разговори за легализација на оваа супстанца не се наменети за друго, туку се наменети да се охрабрат оние инвеститори за да почнат да инвестираат во одредена област, за да дојдете до ваква хиперпродукција. И секако вие, како што рековте, има најразлични канали преку кои таа треба да стигне и тие канали најчесто, за да можат да ви функционираат, треба да бидат поврзани, односно да имаат одредена заштита
од високи профили на корупција. Затоа во Македонија гледавме како полициски службеници во акции на американската DEA беа фаќани со огромни количини, 800 килограми, мислам дека беа фатени во таа акција. Значи станува збор за лице кој што е началник, именувано лично од министерот за внатрешни работи. Селикан повеќе пати во друштво на Спасовски Заев. Апсолутно. Близок. За еден шумски полицаец ви треба проверка од АНБ за да добиете дозвола да ја контролирате сечата во шумите, а не па да зборуваме за именување и поставување на началници кои што ви транспортираат опојни дроги низ државата, слично на онаа позната изрека плата о пломо, која што го гледавме Пабло Ескобар како функционираат, секогаш треба заштита или се сведува на тоа, или ќе добиете подкуп, или ќе се соочите со огромни закани. Секогаш кога има промена на власта, односно кога мафијата ќе осети дека нема заштита од високите профили на корупција или дека не постојат високи профили на корупција, најверојатно е да се намалат ваквиот вид на активности. И уште една само бројка не поврзана со ова. Например, со промената на власта во Република Македонија, во управата за јавни приходи се регистрира дополнителни 48-49 илјади пријави за поднесени пријави за данок. Не се регистрираа 50.000 субјекти. Царината. Меѓутоа тоа значи ќе дојдев и до тоа. Тоа значи дека 50.000 субјекти кои што најверојатно имале одредена заштита или плаќале на друго место, со промената на власт знаат дека ја немаат таа заштита или дека државата конечно почнува да работи онака како што треба и како што доликува. Дополнително на тоа се и приходите кои што ги видовте, и цела јавност ги виде зголемените приходи во царинската управа, без притоа се зголемат давачките, ниту да се зголеми некој друг значаен параметар. Обемот на работа е значи некој не плаќал. Одредена сива економија делувала под закрила на СДСМ и ДУИ. Во истата насока, полициските акции кои што се случија насочени против организирани и криминални групи, проследено со активноста на останатите управи, најверојатно произведуваат ситуација дека овие количини се складираат и се чекаат подобри времиња за повторно да се врати оној бизнис со кој што се занимаваа оние кои што сега глумат опозиција. 10 години ќе требало да чекаат и повеќе се шегуваат на социјалните мрежи, многу време ќе требало да чекаат да се врати на вас СДСМ, ако воопшто се јави. Еве за пленето нема потреба да чекаат, може да се откаже. Но ако се сеќаваш на еден огромен резил кој што самите СДСМ си го побараа со своја марихуана по глава се удрија, кога излегоа и кажаа дека ДЕА соработувала, како да накажат демек наводно дека македонските власти и српските соработуваат за дрогата најдена во Србија, ДЕА кажала дека соработува со нив и ги прашува, се насанка, ги потсетија граѓаните дека во нивно време имаше еден страшен резил, се викаше акција на ДЕА американска, која што беше скриена од властите на Заев, Филипче и компанија, затоа што знаеа дека ако ја откријат на властите, отиде јаба на акцијата, во таа акција беше фатен Чипсио и компанија. Такво нешто беше нешто што не ни се случило досега, се надевам нема и натаму, но странска агенција правеше акција во Македонија скришно од властите, знаејќи дека се такви какви што се, односно криминалци, да не се лаже. Тие податоци си ги знаат самите тие, меѓутоа кога ќе дојде ред една странска организација за борба против наркотични средства како што е DEA да делува на начин на кој што делуваше кога беше фатен началникот, само укажува и се поставуваат, односно прашањата, кој знае колку претходни акции биле растурени, разбиени или пропаднале поради дојави. Се сеќавате во тоа време како лесно се добиваат дојави, налик на оние кои што сега оние поранешни актери од специјалното јавно обвинителство ги имаат еден за друг. Меѓутоа тоа е кога веќе ќе изгубите поддршката од би рекол од високи профили на корупција. И Заев се јави, меѓу другото, на вистина се јави преку Facebook статус, никој не знае од каде,
Предпоставува дека е од Грција, а поверојатно од Дубај, но најави тужби за тоа што го инкриминирале, не бил вмешан во ништо, иако нели па немал тој одмазда никаква врз браќето, 27 му одговори, ако 8 години она што се веќе во затвор не е одмазда врзнив, демек колку треба да биде одмазда, но зошто еве го нема во Македонија, требаше да дојде за конгресот на СДСМ, не дојде онака. За другарче прашувам, зошто не е во Македонија? Она кое што мене ми е интересно, кое што сега го најавивте, едно е зошто не дошло, тоа е нели нивна внатрешна работа, најверојатно оние силни милиони треба да се направи план каде треба се да се потрошат, меѓутоа еден тренд во Република Македонија со најавување на граѓански тужби во повеќе сектори, кога станува збор за специјалното јавно обвинителство, слушавме најавување за граѓански тужби, кога станува збор за заплена на тони марихуана, повторно се најавуваат граѓански тужби и тоа сето е смешно. Апсолутно е смешно, затоа што соочени со криминал од размери кој што се открива и им се открива на пред очите на јавноста, практично се отвара на очиглед на јавноста, смешно е да се заканувате со граѓанска тужба, особено кога сте извршувале една таква висока политичка функција. Ќе ве потсетам, отворете било кој Facebook портал, ќе видите дека секојдневно кога се занимавате со јавниот живот, нели, кога сте политичар, имате секакви навреди. И за мене, и за вас, има секакви навреди. Меѓутоа, недолично е вие да се впуштате во граѓански тужби, да се тужите. Едноставно, тоа е дел од јавниот живот кој што треба да го поднесете или да го користите како инструмент кога ќе станува збор за некој, нели, обвинување за кој што очигледно сте навредени или наклеветени. Меѓутоа, со заплетени 40 тони, со скандали во правосудството со кој што се докажува дека сте биле дел од политички апарат, кога на таквите, би рекол, кривични дела и скандали се спротиставувате со бенигни изјави за граѓански тужби, тоа мислам дека јавноста веќе јасно го перцепира дека тоа е борба за мал дел заштита на некоја, би рекол, останата репутација. Меѓутоа, тие алатки, ви уверувам дека се залудни и не е таа намената. Граѓанската тужба за навреда и клевета не може да се користи кога вие стоите позади бизнис или има индикации дека стоите позади бизниси кои што се поврзани со подземјето. Најмалку што можете да направите е да го повикате јавното обвинителство да ги расчисти овие наводи и да кажете дека вие сте достапни на органите и вие сте достапни и сте подготвени да го дадете вашиот дел од приказната. Само тоа е достоинствен исказ. А јавното обвинителство, јавноста да не знае каде сте, да се криете и при тоа да споменувате граѓанска тужба која што е, пак ќе повторам, целосно различен механизам од она што некој, како да кажам, личности во јавниот живот се обидуваат да го прикажат. Најмалку што можат е да го повикат јавното обвинителство и сите органи на прогонот да кажат дека се достапни, каде се и да дадат изјави на темата на која што се прозивани. Никако да се кријат под инструментите за заштита, затоа што станува збор за граѓански тужби во кој што оној кој што изрекол некоја невистина би требало да ја плати одреден надомест. Прекршочна, да. Која е цената која што треба да ја платиме за јавноста да ја дознае вистината? Уште колку средства му требаат на заев? Уште 100.000, 200.000 денари, 50.000 денари? Уште колку му требаат за конечно да може јавноста и Македонија да ја дознае вистината? Не можете да бидете премиер и да имате Министерство за здравство, кое што наместо да се грижи за здравието на луѓето, да има ситуација во која што луѓето се лекуваат со физиолошки раствор, а при тоа да имате дадено 70 и повеќе лиценци за производство на марихуана. 70 лиценци значат огромен обем на административна работа. Значи сте имале министерство кое што наместо да ги лечи граѓаните, се грижало во Македонија да се произведува марихуана. И тоа се факти. На кого ќе му поднесете граѓанска тужба за ова? И која е цената која што ќе побарат?
Да не ја 100, забораваме. 200, Да. 5000 евра ќе побарате. Мислам дека е катастрофално и оние кои што ги советуваат, кои ги споменуваат ваквиот вид на тужби. Треба да се засрамат и тој вид на инструмент, граѓанска тужба за навреда и клевета, никогаш да не го користат кога станува збор за ваков обем на криминал и за вакви скандали, особено кога сте извршувале такви одговорни функции. Најмалку што можете да направите, пак ќе кажам, е да бидете достапни на органите на прогонот, да повикате за независна истрага и се што знаете треба да го кажете и да го направите достапно на јавноста. Односно, за секоја една лиценца поединечно треба да даде изјава како е дадено, под кои околности и каде имале намера да се пласираат она кој што го произведуваат. Премногу афери се врзуваат за премалку луѓе, а народот вели кај што има дим, има и огин обично. Кај Филипче имаме не знам колку афери веќе се наброја, ако од почетокот на ковид вакцините започнеме со тој бизнис, ако продолжиме со хациендите на нерези, джиповите поврзани со јагленот на вице, ако одиме со модуларната болница каде што излезе јавна обвинителка, поранешни кажа дека одговорноста главна е кај министерот за здравство, знаеме кој беше министер за здравство, ја спомна онкологија 35 милиони евра. Ајде парите, нале да се за луѓе зборуваме, за човечки животи уништени, за семејства, за сето тоа што се случувало таму, што е морбидно, најморбидната афера во македонското здравство, нели? Продолжува работата, не застанува тука. Продолжува со лиценците за марихуана, продолжува со Жан Митрев. Значи премногу афери се врзани за еден човек. И сето тоа е случајно, нели? И тој се заканува со тужби, како што кажа. Ти се заканува Заев, еве го и Бубевски излезе, кај нив не важи кај веровците, трето сложното акцентирање, не е Бубевски, Бубевски е. Излезе и тој се закани со граѓанска тужба. Зошто? Затоа што меѓу другото веќе и го тужи Хајрулаки, кој што кај мене во емисија во Алфа ги кажа сите оние вистини за што било. Во јавното обвинителство, не само во СЈО, и потоа продолжуваат тие да ораат и во јавното обвинителство, што правеле, како правеле, зошто правеле. Се јави Лела, се јави вчера и Јово Цветановски. Па тројцата лажат, нели, и за СЈО и за сите дека Заев и компанија кмичеле таму и буквално им пишувале што да прават. Ништо не е веќе тајна. Сите овие работи миле ги знаевме. Знаевме што се случувало во СЈО, еве излегуваат луѓе ни кажуваат. Знаевме што се случи во модуларната, еве луѓе излегуваат. Знаевме што се случува со марихуаната, односно ќе се случи, па еве се случува. Не сме ајнштени, едноставно пак ќе кажам, и мајки предвид со кого си имавме работа и си имаме, тоа е очекуван со такви луѓе, подобро мислам дека и не можеш да добиеш тоа. По сето она за кое што се сумневаше јавноста, имаше сомнежи, со текот на времето излегува дека било вистина и тоа можеби пострашна и потраорна и од она погрда, посадистичка е. Погрда од она што сме го замислувале. Да. Пак ќе кажам, тоа се залудни обиди кога се споменува законот за навреда или клевета за граѓанска одговорност. Особено кога станува збор за јавниот интерес. Јас не сакам да бидам погрешно сватен. Секогаш поддржувам дека треба да се користат тие механизми за заштита, меѓутоа тогаш кога некој ќе го вмеша вашиот приватен живот, кога ќе изрече одредени клевети кои што се поврзани со вас, со тебе, со твојата личност, со твојот приватен живот и кои што не се дел од јавниот интерес, апсолутно ги охрабрувам. Меѓутоа за прашањата од јавниот интерес, овие механизми и овие алатки не смеат да се злоупотребуваат. И специјалното јавно обвинителство кое што требаше да донесе правда, видовме на кој начин заврши таа дивоградба која што била користена како партиска алатка. Е дел од јавниот интерес на државата. И не можете тоа да го поврзувате на тој начин со таков вид на одговорност. Едноставно, одредени одговори треба да и се дадат на јавност. Поделбата на лиценци исто така. Не може да се зацкрие за ваков вид на тужба за навреда и клевета. И тоа практично не треба да биде вест. Не треба да биде нешто со кое што ќе се обраќа ниту Зоран Заев, ниту Венко Филипче. Едноставно треба да дадат одговори, конкретни одговори на овие прашања, затоа што конкретните одговори, верувајте ми, ќе дооткријат оваа суштина и верувам дека ќе ја нацртаат сликата на целиот онака како што предвидува глобалната иницијатива за борба против
транснационалниот криминал, како што нема поставено во жариштата токму за овој транснационален криминал, ќе нацрта целосната слика која што таму во тие извештаи е нотирана, и ги охрабруваме и гледачите да ги проверат, да ги прочитат тие наводи. Ова се што ни се случува во Македонија било нотирано во овие извештаи, и се сеќавате, често сме зборувале тоа во минатото. Во минатото имавме влада на СДСМ и ДУИ, каде што корупцијата полесно ја гледа од 2, 3, 5, 8 илјади километри, отколку што можевме да ја видиме, да ја видат истражните органи, па и обвинителството овде во Македонија. И токму тоа ни се случува и сега. Се расплетува клопчето. Специјалното јавно обвинителство е како врв од онаа санта за недовербата во судството. Конечно се потврдуваат. Меѓутоа, тоа и мора да се случи. Мора да го направиме тој чекор нанадзад. Мора јавноста да и бидат достапни сите детали за сите заговори каде што луѓе прво се апсеа, па потоа се измислуваа обвинителни акти се нарачуваа од тој истиот кој што беше и председател на телото за судски реформи. Замислете, во тоа време, во одредено време, да сте председател на тело за судски реформи, да имате специјално јавно обвинителство кое што ви функционира надвор од уставот и законите кои што со вас има одредени линкови, и во исто време да седите, да разговарате и да го именувате министерот кој што доделува лиценци за производство на канабис. Мислам дека ова мрежа е повеќе од очигледна и треба да даде одговор на таа мрежа, а не да споменува тужби за граѓански спорови, затоа што навистина делуваат несериозно. Муртинска коза ностра, би рекле на шега, но дали, Миле, она што го најавувавме на почетокот на оваа година дека ќе се случува, заради тоа што ако по утрото денот се познава, приказката беше последниот месец од 2025-та почнаа да се одвиваат некои работи во тој правосуден хаос. Нели, беше разрешен, односно даде оставка 2 минути пред да го разрешат Коцевски. Законите кои што се менуваа, очекувањата на нов државен, односно републички јавен обвинител и се, беше најавено дека треба граѓаните да земат пуканки и да гледаат како ќе летаат пердови и што ќе се случува. Не, сгрешивме, тоа го зборувавме на крајот на годината. Еве, почнува годинава, летаат пердови и навистина ќе треба многу пуканки за да се догледа овој филм, она што се случува. Целата таа паника е одчевина во редовите на опозицијата. Да не се лажеме, оние обиди за дефокус кои што беа со оние ступидни пресконференции, неаргументирани криминали, лажни вести, значи само лажни вести слушавме од нив, постојано ги ловеа, се што добија дузина тужби за клевета или барања за извинување, бидејќи беа тотално надвор од умот. Продолжуваат со истата шема. Ден денес има такви пресконференции кои што не држат вода, дека биле 5 тони, и една друга работа се случува на улиците, го активираа ССМ. ССМ кој што 2002 година даде јавна поддршка за СДСМ на изборите, ССМ кој што 2018-та даде јавна поддршка за промена на името. Тоа беше преседан. Сега тоа ССМ повторно се одели од сите други синдикати кои што добија зголемување нивните работници, односно членови, сега тие протестираат, така што дефокусот е на две полиња, со лажни вести и со ССМ, така барем ми. Не знам дали граѓаните и медиумите ја препознаваат матрицата. Станува збор за една основна матрица на Зоран Заев. Зоран Заев и Венко Филипче, тие целосно безидејно ја водат политиката, секогаш имат најверојатно позадински бизнис интереси, меѓутоа она кое што се пласира на површина е секогаш, направете една анализа, едно големо ветување дадено во евра. На тоа се базира неговата политика. Така го започна, така го продолжи мандатот, така се реинвестираше сами од себе си кога се ветува, секогаш станува збор за едно големо ветување дадено во евра. Се сеќавате на железните опинци. Железни опинци ќе облечам, минималната плата ќе биде, или просечната плата ќе биде 500 евра. Секогаш има едно ветување кое што го дава во евра, без никаква економска логика, без никаква економска анализа, кое што го дава во евра и се базира само на тоа. Сега гледаме реприза
на тоа, без никаква системска анализа на тоа кој треба да го даде, како треба да го да се дадат тие пари. Не се зборува за економски раст, не се зборува за никакви параметри, ни за образование, ниту за здравство, нема збор за другите параметри. Едно големо економско ветување дадено во евра, за да можете во позадина да се занимавате со криминални тендери и така натаму, да можете државата да имате 20-30% инфлација, иако според Државниот завод за статистика ќе каже 10 па 14%, нели? Меѓутоа да, цената на храната ви скокна 35%, локомотивите поскапеа за 0,1%, имате просечна инфлација од 14%, меѓутоа факт е дека целото зголемување кое што беше во време на СДСМ номинално беше изедено од инфлацијата, изразено во релативни бројки, имаме стагнација во државата. Да не зборуваме дека тие ја наследија државата со 40% јавен долг од БДП, нема да зборувам во апсолутни, ќе зборувам во релативни бројки, со 40% до крајот на мандатот, треба да ги гледаме во мандати, од 2017 до крајот на мандатот, во истиот тој мандат во кој што се случи онкологија, се случија сите овие скандали, се додели овие 40-тина, овие 70-тина лиценци за производство на канабис, се фаќаа началници како шверцуваат 800 килограми на марихуана. Во тој мандат успеа од 40% јавен долг, споредно со БДП, да го донесат до 63-64. 24% од бруто домашниот производ успеа да не задолжат во годините во кои што се доделувале вакви лиценци, без да се закова шајка. Во изминатите скоро 2 години јавниот долг се консолидира и наследениот јавен долг од 64% на БДП според различни извори до крајот ќе заврши на 63%, што значи, нека и 64%, што значи консолидација на јавниот долг. Пензискиот фонд го оставија со дупка од 115 милиони, се сеќавате дека пензијата беше исплатена од за дел од работниците немаше плата, буџетот беше за половина година програмиран. АД водостопанство, Македонски шуми, беа оставени без неколку месеци беа оставени без плата. Пензионерите практично не добиваа никакво зголемување. Имаа зголемување 37, па 6 денари, па 137 денари. Тоа беше зголемувањето. Целосно празна, целосно девастирана држава. И сега повторно, без никаква дебата за одговорност, без никаква дебата каде се средствата, без барање да се направат целосни истраги за овој можен криминал, со бенигни спомнување на граѓански тужби и повторно враќање на реториката на Заев, едно големо ветување изразено во евра. Повторно се враќаме на истата работа, односно тоа се инструментите со кои што СДСМ планира дека може да оди, да и се обраќа на јавноста и евентуално да оди на избори. Меѓутоа, она што не успеваат е да ги примат пораките кои што и доаѓаат од народот. Повеќе и понатаму, ваквите празни ветувања не поминуваат. Тие се прочитана приказна. Само мене ми е жал што синдикатот наместо да се насочи кон работодавачите, затоа што тоа е еден од постулатите на синдикалното организирање, се насочува кон државата и се искривува сликата. Ниту собранието, ниту владата не ги исплаќа платите во приватниот сектор. И основните постулати на синдикалното здружување е дека синдикатот треба да биде баланс помеѓу неограничената моќ на работодавачите, зголемената нивна економска моќ и моќта на работникот. За жал, работникот е повторно заборавен во целата приказна, наместо да разговараме со работодавачите, што им е потребно да се зголеми продуктивноста, каква помош е потребно, повторно се оди со едно големо ветување кое што се дава во евра и повторно се создава една ситуација во кој што се прави неоправдан антагонизам. Напротив, владата и собранието секогаш стоеле и остануваат на страната на синдикатите. Меѓутоа, она кој што го прави Трендафилов е навистина само еден политички, би рекол, маркетинг, еден политички циркус, затоа што не е поврзано со владата. Оние вработени, кои што се платени
од страна на владата се обезбедени со соодветни договори. Се склучи договор со образование, договор со полицијата, колективен договор со културата, еве уште еден договор со административните службеници, што практично се затвара пакетот кога државата се јавува како работодавец. Так. И нема незадоволни во тој процес и најавивме еден втор дел во кој што кога веќе административните службеници, јавната администрација е платена, доаѓаме до еден втор дел каде што и граѓаните ќе треба да бидат задоволни од тие услуги. Односно, понатаму ќе треба да се работи на подобрување на услугите кон граѓаните, односно и граѓаните да бидат задоволни од услугите кои што ги добиваат. Платата на работниците треба да биде исплатена токму од работодавачите. Сулудо е да не разговарате со работодавецот, туку да настапувате секојдневно со политички настапи, со едно големо ветување дадено во евра, налик на оние кои што ги даваше Зоран Заев. Јавноста нема толку кратко паметење и познава, како да кажам, политички слоган кога ќе го види. Уште едно најдобро намерен апел до синдикатот и до Трендафилов, нека ги остави овие политички слогани рециклирани од Заев, да седне, ако сака да биде сериозен синдикален лидер, со државата, со владата, со собранието, како најдобри партнери и да се разговара со работодавачите што е оно што им е потребно. Затоа што државата треба да и помогне на работодавачите, треба да и помогне на малите фирми. Некако во изминатиот период, кога гледавме дека фонд за иновации и технолошки развој, кој што имаше за цел зголемување на продуктивноста, да финансира производство, се сеќавате на пици, на измислување топла вода, на некакви изуми кои што делуваат смешно. Печатници, апсолутно мама делуваат сајвари, смешно. Да. Да ги лоцираме оние гранки кои што имаат најголеми проблеми со продуктивноста, државата да најде начин да се зголеми продуктивноста, само на тој начин и работникот ќе добие поголема плата и работодавецот ќе може да започне циклус на инвестиција. Циклусот на инвестиција ќе значи зголемување на бројот на вработени, со зголемување на бројот на вработени нормално растат и платите. Поентата ми е, секогаш кога имате едно големо ветување дадено во евра налик на Заев, немате суштина, имате позадински интереси кои што и не се така честни. Апел до сите и вработени, и работници, па и до синдикалните лидери, да се тргнат од овие рециклирани партиски слогани, решенијата се овде, треба да ги побараме и треба да работиме на нив. Секој оној кој што ви ветува одредено ветување во евра, најверојатно е поврзан со ваков некој начин на доаѓање до профит. Па не е лесно да се има златна виза, нели? Дефинитивно, многу парички се во прашање. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Што отворивме сезоната со тебе тука. Ти благодарам. Ми беше чест. Исто. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.